внимание е наративот кој се шири во медиумите во последниве неколку месеци односно зголемувањето на минималната плата во Македонија на 18.000 денари. Ние како Сојуз на стопански комори, како представници на над 20.000 предпријатија во нашава држава, се залагаме за раст на платите кај работените, но се додека тој раст е последица на функционирачки пазарни механизми, на зголемена продуктивност на работната сила и на зголемена економска активност во бизнис секторот. Секогаш во креирање на политиките на една земја треба да се водиме и треба да преовладува здравата економска логика. Одлуки кои се носат мотивирани чисто од популизам, водат кон дестабилизација, нарушени економски односи и поделба во општеството. Уште еднаш, како представници на над 20.000 компании се чувствуваме одговорни да ја предупредиме пошироката јавност за негативните ефекти кои едно вакво чисто политичко мотивирано зголемување на минималната плата може да има кај нас и кон дестабилизацијата и онака нефункционалниот пазар на труд до кој може да понатаму да доведе до проблеми. Сакаме да подсетиме дека самиот закон за минимална плата има вграден механизам во него, согласно кој минималната плата се зголемува во март секоја година. Така, согласно член 4 од законот, исплатената висина на минималната плата во бруто износ за месец март секоја година се усогласува со 1/3 од порастот на просечно исплатените плати кај нас, 1/3 од порастот на индексот на трошоците на живот и 1/3 од реалниот пораст на БДП за претходната година согласно податоците од Државниот завод за статистика. Оваа влада пред само 2 години веќе еднаш направи политички мотивиран популистички байпас на овој механизам, така што ја зголемивме минималната плата на 14.500 денари во нето износ. Од низата негативни ефекти кои зголемувањето ќе ги предизвика, веројатно најголемо е влијанието во насока на намалувањето на онака ниската стапка на продуктивност на трудот кај нас. Да подсетиме, скоро и да нема релевантен извештај на меѓународните организации кои се присутни кај нас, а кои не предупредуваат за екстремно ниската продуктивност на трудот кај нас во споредба со останатите земји. Зголемувањето на минималната плата ќе влијае на намалување на мотивацијата на вработените кои што досега биле попродуктивни. Бидејќи голем број на деловните субјекти, особено микро и мали предпријатија, немаат капацитети и моќи скалесто да ги зголемат платите на останатите вработени. Ако земеме предвид дека оваа мерка нема да води во плод со продуктивноста, мораме да нагласиме и дека во изминатиот период платите и без оваа мерка бележат значителен раст. Зголемените трошоци може да донесат до зголемување на невработеноста, да го отежнат процесот на отварање на нови работни места, како и да доведат до понатамошен раст на цените на производите и услугите кај нас. Зголемување на минималната плата исто така ќе ги поттикне и инфлаторните движења во македонската економија. Ако владата е искрена во своите намери да помогне на бизнисот и на граѓаните, тогаш треба да спроведе мерка со која што ќе се намалат стапките на придонеси кои кај нас се на екстремно високо ниво. Односно, кај нас ефективната стапка на придонеси и данок на личен доход на бруто плата изнесува 33%, додека, за споредба, во Германија изнесува 27%, Бугарија 19%, Словенија 18%, Хрватска 17% и така натаму. Оваа разлика реално е и поголема, кој ќе се стави во однос на квалитетот на услугите кои што се добиваат од државните фондови за пензиско и за здравствено осигурување. Треба да се истакне дека на повисоко поставена минимална плата од 18.000 денари со вклучен данок на личен доход и придонеси, бруто платата или трошокот за компаниите би било околу 27.000 денари, односно за околу 50% повеќе од самата нета плата. Од земјите во регионот, Црна Гора веќе најави даночна реформа со која што ќе се намалат придонесите на плата. Ваквата ситуација со зголемување вештачко на минималната плата во Македонија на среден рок ќе води и кон зголемување на сивата економија. Односно ќе се принуди дел од работодавачите во борбата за гол опстанок на компаниите и за чувување на сите работни места, повторно да ја воведат праксата на плата во плик. Ако е тоа целта, тогаш треба да продолжи измената. Меѓутоа, верувам дека целта на државата е зачувување на работните места, подобрување на стандардот на граѓаните и зачувување на бизнисите. Тоа го може само со пазарни механизми кои што ќе прородат со плод.